Јас на то време како дечко, према старите, што беа мои старите, татко ми и застигнав така на тие години, овде била една куќа. 40-50 души во една куќа живеле. Мислам, ака сточарство, мало ќумур правеле некои работи и по рибарство. И со тие работи стариве наши така проживеле на тие години, на тие времена. После од една куќа се створила 2-3. Значи по браќа, брачеди и така настанале 2-3 куќи, мислам вака. Сега вака, јас колку на моите години што постигна вака, од 2-3 куќи се поставиле, па сега имаме до 30 куќи. Па куќеве, ние градаме со камен, плитари, земнени, калои, штици, дрвени, така некои со трска, мислам, со такви времена, како што беа времената што не одговара, и така се работуваме. Трска, немаше джерамиди, немаше некои работи, вака, со тие работи така. И сега подобро живо постигнало, па сега младиве сака поубава живо. И младите си заминаа. Ресен, Битола, Скопје. Останаа катинари. Остана Чичко Карамфил, како Каро го знаат во цело Преспанско, и тетка Николина. Тој родом од овде, од татко Иван, од дедо Науме, од прадедо Тасе, од мајка Василка од Туминец, онде за Дридон, по кој некоја сила нацртала гранична линија, родата да ги одроди. Неговата Николина, оноја што на времето ја прелагал и од Царев двор ја довел во Конско, но е сопатникот од првата до последната станица. На прв поглед приказна како многу други. Како сине оние на кои најмал заеднички содржател им е опустеа, ги напуштија, си заминаа. Во Конско е нешто поинако. Работа муше дете, поради татко ми што бил рибар, ја професијата него ја фатев на татко ми. И татко ми, мој, знаеш, бил професионал за риби, мислам, на мрежи. И од татко ми мене ми остана таква струка да можам да ја работам ова работа. И нашо село, мислам вака, нашо позанимација е со рибарство. И ја толку години работав и го сватив ова струка, исто ја работам и ден денес. Сега, овие мрежи ја и поправам самиот и купувам некои работи, али сами поправам поради таа ми е струка. Од мај месец почнуваме ние на риболов со поситна риба и после и крупна. Излева прво нивичката риба, мислам, и после излева скобус, овој скобар што го викаме ние, и тој се лови, најпут има во април месец, мај месец, и после излегва и крапат, овој шарано што го викаме, излегва и тој. Младите наши се тргна на школи, на поубав живот, па сега ние уште старите останаме овде вака да се занимација, да преме колку мала издршка, да си преме, да не чекам од детето, да можам сам да се подржавам, да живеем, дури можам. Во февруар месец најкритично е за риба. Нема. Поради сезоната мојата е ладна многу и тога риба слабо има.
Па тога рибата види, надно лежи рибата и не се движи. Ути рибата тогаш се смируват, не барат и не можеме ние риба да ловиме на тие времена. Само времето кој ќе во топлина поќе рибата се работува, мислам се движи. Марто месец, мало да се затопли ќе излезе плашицата. И скобуш што викаме, и тој ќе почне да се излегва, да се движи и да се мрести. После нивичката излегва и таа во мај месец, и крапот и тој. И крапот излегва тога во тие времена кои ќе се затоплит за мрестење. Мислам вака, а уствари имат и во топлина и сред езеро, само тој се движи вака према времените услови, према времето. Имат крапој од 5, од кило па до 22 до 25 кила. Има. Иначе, ова риба летница, што викаме охридска, таа риба, го имаше порано овде ко фрли приплод. И може кај нас да се фрли таа риба, да се приплоди нагло многу. Само ние овде, знаеш, мрсилиште да има, да се фрли, да се наплоди. Ути кај нас нема такво мрсилиште. Само Охрид има такво мрсилиште и овде кај нас нема и затоа се ништи рибата. А иначе овде, по моje вака, како сам јас вака искусен по рибарство, кај многу побрзо може да расте летницава, многу побрзо може да расте од Охридското езеро, поголема храна имало. Да не започне човек со риба разговор за рибарлакот. Крај му нема. За секоја сорта посебно. Сомот, пајагулата, крапот, летницата, нивичката, скобустот, а потоа мрежите, веслата, кајчињата. Порано беше кај нас, немаме такви ко сега спремни кајчиња. Ние прво дрвени кајчиња, дрво, некој дрво, стари дрво, кајчиња и колку да се може да се плави по езерото. После пак една култура добиме сами да се изгради од даски, штици што викаме. Направиме кајчиња од штици, вака према Доријанско езеро такви и така ватиме план со ними да одиме. Мало време немаме ни мотори пенти, да можеме ко сега вака полуктурно да живееме, да риболовиме. И стана нашиве ние, сега почнеме со, мислам, вака чамци да правиме од ламариње, мислам вака утврдени оние што се поети вака, поквалитетни, да направи чамецот и да може тој да издржи, да не може вода да прими, само да се офарбат и така прилагодени према езерото и со пенти моторни, па дојде некако поубав живот, по-прилагодно да може да живееме. Пример, ние сега одеме, ние порано во село наше, на веслање, со дрвени чамци, ќе одеме до едно место, стење 10 километар, на весла, па ќе се вратиме. Сега, ми треба мотор, пента ќе земам, со ово кајче, пентата ќе земам, значи поубав живот дојде, моторот ќе земам, сам можам, без да го некого да му се замолам да ми помогне, мислам, можам да сам да си одговарам на мојата работа.
си одев на пазар и се запознаме со жената моја. Се запознаме, па се засакаме, кој на тие години, млади години, и се задавме со жената. Си направиме свадба, добро, честно, поштено, си поканаме луѓе, си направиме убава свадба. По време ни даде Господ и деца. И деца ни даде Господ и си порасна децата и пуштиме на школа. Мислам, нашето село, за тоа време немаше школа овде, мало село беше и отидо во друго село. Мало државата ни помогна овде со превоз тамо, па се завршија школа и по време така дојде време кога завршија школа тамо и ми дојдоме домове со жената, вика жената моја да и пуштиме децата на школа, на поголема школа, да може да завршат, да имаат дипломи, да може да се живеат вака покултурно и мислам по наука. По тоа време децата си отидо на школа, на правни факултет во Битола, си завршија тамо, честно, поштено, убаво. И на денешно, мислим на тоа време, тога се заврши детето и имави девојче. Правниот факултет го завршија и ево се денес децата на работа си одат, мислам, одат на работа и си живееме многу добро, а и невестата и таа, мислам, има како лекарка завршено. Па сега си имаме одење, идење и поштовање. Па овде, ево, нашето село овде е такво местото, мислам по природа добро, али нема пат, нема одговара за живење и луѓето се иселени и ние овде, двајцата се седиме со жената, со бабата овде, па добро ни е нас овде и туа ќе видиме до крај. Ние останаме сами со жената, со бабата, останаме сами, али од старите ни остана прослава она Божија која сакаме ние да се ја поштуваме и уште до крајно. И овака сите дни, мислам вака, се поштуваме и кој ќе дојде водокрсти, значи овие работи вака, што си имаме ние по наша од старо, и си имаме поштување, ќе се земиме, водокрсто ќе си оземем од црквата, ќе си одам на езеро тамо, ќе си поставиме маса, ќе си поставиме јадење и пиење, ќе си го богословиме онака, поштено, честно, водокрстија и ќе си одиме дома на ручек, на јадење, на пиење. Значи, она прославена старинска, ние си ја поштуваме до крај. Порано било убаво што имаше народ овде, мислам, ово село. Имаме поштување да правиме празници, да правиме гости, одење, идење и се движе луѓето. Сега, значи, луѓето се иселија, поќе куќи, а помалу весели имаме. А вака, за тогашно време ми се чини поубаво беше откако сега. Сега луѓето по големо село стана, али нема тонака да имаме друштво. Помалу ние друштвото откако тогаш.
djeluju.